Изразот пергола изворно означувал примин покриен со растенија што растеле по решетките. Денес пак перголата представува каква било конструкција која има подигнати хоризонтални греди преку кои растат растенијата. Традиционално, перголите се изработувале од необработени или грубо делкани столбови, но денес многу почесто решение е употребата на обработено сечено дрво. Тоа особено се забележува во случаите каде што перголата е во комбинација со дрвен под или каде што ѕидот на куќата представува еден од потпирачите за перголата. Обработените греди може да се користат во комбинација со столбови од тули или со обоени метални скелиња како потпирачи. Тврдото дрво, како дабот, често се користи како материјал за перголи, иако сосема добро може да послужи и мекото дрво, ако преходно е импрегнирано. За да ја конструирате перголата, најпрво треба да го нацртате обликот на милиметарска хартија, за да ги пресметате попрецизно потребните количества материјал. Сепак, без оглед на пресметката, купете малку повеќе материјал, бидејќи лесно може да се случи при поставување на перголата да се решите за помали измени или дополнувања. Висината на перголата треба да изнесува најмалку 2,5 метри, што овозможува преку неа да се одгледуваат растенија, а да остане доволно простор за поминување под неа. Ако перголата преминува преку патека, столбовите треба да бидат поставени така што ќе остане доволно простор за одгледување на растенијата од двете страни на патеката. Дрвените потпорни столбови треба да се постават во дупки кои ќе се исполнат со камен крш и со бетон на длабочина од најмалку 60 см. Ако сакате да поставите пергола преку пацио, набавете специјални метални носачи кои се прицврстуваат во бетонскиот темел. Кога треба да обезбедите од оштетување веќе постојната бетонска или поплочена подна површина, направете рамка од тули и поставете го столбот во неа. Сечените дрвени потпорни столбови треба да бидат дебели 100 на 100 мм во пресек. Наместо дрвени столбови можат да се користат и метални цевки за скелиња, но нив треба задолжително да ги забетонирате во темелот поради нивната многу поголема тежина. Меѓутоа, ако тежината што ќе ја носат столбовите е многу голема, најдобро е да се направат столбови од тули или бетонски блокови на нивните соодветни темели. За напречни греди употребете исто дрво како и за потпорните столбови или штици со пресек 50 на 150 мм. Овие греди понекогаш може да се купат веќе обликувани и врежани, така што можат да се закачат врз врвовите на столбовите. Полесното дрво може да се употреби и за украсни рогови поставени меѓу напречните греди. Сосема е можно да се состават сите горни делови на перголата со помош на галванизирани конзоли и штрафови, но конструкцијата ќе биде појака и многу повпечатлива ако употребите дрвени делови со вглавнувања. За да ја зацврстите напречната греда на вертикален столб, употребете едноставно врежено вглавнување. Овој вид вглавнување е посебно погоден кога напречните греди се продолжени зад столбовите, например, поради тоа што на нив треба да се закачат висечки садови. Пред да ги зацврстите со клинци, сите површини на вглавнувањето премачкајте ги со заштитно средство. Избегнувајте да ковете клинци под прав агол, затоа што накосо заковани клинци подобро ги држат вглавнувањата заедно. А ако треба дополнително да се зајакне конструкцијата, употребете Т-конзола на местата каде што се спојуваат вертикалните и хоризонталните елементи.
Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.